Здруженијето на граѓани за култура, уметност и општествени прашања Стари поток од Кочани денеска во јавната општинска установа библиотека Искра ја имаше својата прва активност. Формирано кон крајот на минатата година, Здруженијето има за цел негување на роднокрајни автори и дела од Кочани и Виница. Здруженијето за култура, наука и општествени дејности Стари поток е создадено и регистрирано кон крајот на минатата година. Зошто Стари поток? Поток, кој е творец на големи реки, јас би рекол, значи секој поток создава, значи не прекинува, значи создава, твори, значи собира и разнесува дополнителни води, значи тоа ни беше целта, значи да примаме и да разнесуваме информации, трудови, текстови, значи од нашите сограѓани и пошироко, значи без разлика од каде се, претежно дејноста, односно претежно ке обработуваат теми од нашиот крај. Значи тука би сакал да споменам дека покрај Кочани, тука ќе биде офатено и Винице, бидејќи тоа е еден составен дел Кочанската котлина. Сега за сега неколку промоции веќе се подготуваме уште две активности кои сега за сега не би сакале да ги споменеме затоа што може да се случи да не се остварат, а тоа е еден малку по-голем зафат и не зависи само од нас, значи зависат и повеќе фактори од општината, значи тие веројатно ќе ни помогнат да ја оствариме она што е замислено. Тоа доколку го оствариме, мислам дека ќе биде интересно пред се за граѓаните и за научниот свет. Пред поголем број присутни во просториите на Кочанската библиотека беа промовирани најновите книги на авторот Ленче Китанова од Штип. Повод за ова денешна промоција се моите две новоиздадени книги, збирка Раскази за една младост и збирка Песни на заминување. Тоа се мои две книги, но за прв пат издавам и за среќа двете во исто време. Збирката Раскази има 15 раскази, малку подолги, во кои навистина се опишани баш она од младоста, бидејќи спомените од младоста трајат најмногу, додека збирка Песните на заминување еден убав наслов кој што насловот ми е повод од една песна што ја посветив на сите деца, не една, туку повеќе песни кои што ги посветив на сите деца кои заминаа на заминување и притоа во една од тие песни реков: немојте кога заминувате да кажувате збогум, кажете довидување. Значи повторно да дојдат. Тоа се 52 песни, токму колку моите години. Инаку Ленче Китанова работи како наставник по македонски јазик во основното училиште во Лозово и 30 години се занимава со пишување.